Дрското бегство преку прозорецот од Кочанската полициска станица на осумничениот наркодилер Александар Лазаров Цуна, по кој вчера Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница, веќе неколку дена е тема на партиски пресконференции. Опозицијската СДСМ денеска побара оставка од ресорниот министер Тошковски. ВМРО и Панче Тошковски завчера му го отворија прозорот од полициската станица во Кочани, а вчера го пуштија да избега наркодилерот. Па откако го пуштија да избега, распиша меѓународна потерница. Едно исто сценарио, веќе добро видено и познато кога се ВМРО и Тошковски во прашање. СДСМ бара целосно расчистување на случајот, утврдување одговорност на сите инволвирани и оставка од Панче Тошковски. Левица пак осумничениот наркодилер Лазаров, познат како Цуна, го поврзува со трагедијата во Кочанската дискотека Пулс. Ако човек чие име се споменува во судската постапка за Пулс како добро познат наркодилер, кој со години продавал дрога во клубот, може да избега од полициска станица, тогаш Панче Тошковски има само две можни објаснувања. Или МВР е целосно нефункционално, или криминалната мрежа што со години го штитеше Пулс се уште има свои луѓе во системот. Трета опција нема. Локални шерифи нема да постојат, никој кој свесно или несовесно дозволил нарушување на законот и службените процедури нема да биде поштеден од одговорност. Ова вчера попладнетот директно им го кажал директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев на полициските службеници во Кочани. Сакам јасно да порачам, ова е недозволиво. Доколку се утврди намерно постапување, помагање, прикривање или несовесно извршување на службените задачи, ќе има одговорност. Внатрешната контрола, со поддршка на колегите од неколку централни оддели во Бирото за јавна безбедност, веќе постапува и ги проверува сите околности и инволвирани лица. Секој кај кого ќе се утврди пропуст или вина, ќе биде соодветно санкциониран. Очекувам целосна професионалност и непристрасност во целиот процес. Јанев оценува дека и граѓаните и тој се разочарани од несовесното и неодговорното работење, а бегството од полициската станица на лице познато на службите го оценува како сериозен инцидент. Инаку осумничениот наркодилер Лазаров минатиот петок си го отворил прозорецот и си заменал од полициската станица во Кочани.